Зборот енцим од Аристотел наваму се однесува кон супстанции на маја, кои инаку во непознат број се формираат во сите делови на живите организми и кои најопшто и најкусо речено ја овозможуваат екзистенцијата и развитокот на животот на оваа наша малку необична планета. Особената архитектоника на живата материја, нејната чудесна и неразбирлива динамика, строго контролиран ред во сообраќај со надворешниот свет, постојаноста во внатрешните односи, способноста да со незнатни средства постигне висока продуктивност, тоа се само некои од основните особини на живите суштества, особините реализирани и управувани со енцимите. Според вообичаената школска дефиниција, тоа се супстанции од сложена белковинска природа со функција на биолошките катализатори и со се уште недоволно разјаснет механизам на дејство. Нивната активност е многу силна, поправо како да потекнува од романите со научна фантастика. За илустрација да спомнам само дека една единствена молекула на енцимот каталаза разградува околу 100.000 молекули на оксигенираната вода за една секунда. Тоа приличи на експлозија. Само таа и таква енциматска експлозија строго е насочена, тивка и економична. За таа реакција, ако е некатализирана, потребно е 18.000 калории. Со неоргански катализатор, колоидната платина, околу 12.000 калории, а со помош на енцимот каталаза се насе 5.500 калории. Пресметано за брзина на реакцијата, произлегува дека константата на реакционата брзина за неколку милиарди пати е поголема кога процесот се врши со енцимот. Вистина, примеров е одбран од најбрзите реакции воопшто познати во науката за енцими, туку и другите реакции, не помалку важни за живот, не се многу побавни од таа. Шеќерот може со години да стои на отворен воздух и да не се оксидира. А во нашиот мускул, или уште подобро, во мускулите на птици и летички инсекти, шеќерот ќе биде оксидиран во дел од секунда. Поради таква енциматска оксидација, најмалата птица, колибри, произведува топлина неколку илјади пати повеќе од сонцето, разбира се, сметано на грам тежина. И сето това без високи температури, без големи притисоци, без силни реактиви, какви мораме инаку да имаме во нашите лаборатории, ако сакаме да го оксидираме шеќерот. Енцимите, за разлика од другите активни материи, витамините и хормоните, представуваат строго индивидуално насочени катализатори. Тоа значи дека еден енцим содействува во една реакција со една единствена субстанца, со едно единствено хемиско соединение. И тоа во многу тесни рамки на температурата, концентрацијата и киселинско-алкалната состојба. Но без друго, најинтересната особина на енцимите е да во истата жива келија, истиот енцим во истото време може да врши и разградба на една субстанца и од разградениот материјал нејната изградба. Во црниот дроб постојано се врши разградбата на гликоген во крвни шеќер, гликоза и обратно изградба гликоген од гликозните остатоци. Во мртвата челија, во лабораторијата, во фабриката може да се изврши само енциматската разградба, но не и изградба. Енциматските процеси на изградбата изгледа се врзани за неповредената структура на живата челија. Зошто тоа е така, тешко е да се одговори. Уште потешко е да се рече што е поправо енцим. Многу повеќе се знае за неговите особини, а најмногу за неговото дејство. Во тој поглед,
Енцимологијата не стои ни полошо, ни подобро од другите постари и поосновни науки, да речам, например, физиката. Само това како да не му пречи на човекот да забрзано и не секој пат одговорно ги уфрлува во погон спектакуларните почетнички откритија во науката, често заборавајќи дека недоволното знаење може да биде поопасно од незнаењето и не слушајќи ги се посилните гласови на еколозите, хигиеничарите и футуролозите, кои не повикуваат кон предпазливост во нашето пубертално баратање со науката воопшто, а со енцимологијата посебно. Мегатонските експлозии на хидрогенските бомби се детски играчки во споредба со лошата или злонамерната употреба на енциматските реакции. Der diese Musik schrieb, Johann Sebastian Bach. Јохан Себастијан Бах ја напишал оваа музика и ја нарекол уметност на фугите. Одзвонуваше во светот кој што току ја менуваше својата структура. Но војните и револуциите што трае, не го изменија нашиот свет во толкава мера како она што се случило во тивката соба на научникот. Научниците ја открија моќта на искажувањето на експериментот. Создавани се апаратури и уреди, а со нивна помош се изведувани физички закони. Далеку зад физиката и техниката, хемијата се уште го бараше каменот на мудроста. Во тоа време биохемијата беше непозната. Die Chemie des Lebens, die Biochemie, war unbekannt. Nur ein paar komische Kreuze führten seltsame Санторио Experimente Санторио од Падова помина 17 години од својот живот врз Маса. Santorio aus Padua hat 17 Jahre seines Lebens auf einem Wiegestuhl verbracht. На таа Маса непрекинато го контролираше се она што го земаше и се она што го даваше од себе. Und alles, was er von sich gab, laufend kontrolliert. 17 години ги исполнуваше зидовите со своите белешки за количеството на внесувањето и изнесувањето. Лапзарос Паланцани од Павија проголтал ленена врекичка наполнета со месо, што ја врзал со конец за да може да го испитува варењето на месото во својот собствен стомак. Тоа беа звездени часови на истражувачот и тоа во време на жестоко војување. Канадскиот воен лекар доктор Бомон го повикале кај еден ранет ловџија погоден со куршум во стомакот. Ловџијата преживеал, но неговиот стомак задржал отвор однадвор. Така доктор Бомон можеше да го контролира сокот и содржината во стомакот полни 10 години. Der Scout rebellierte gelegentlich. Doch immer wenn er Sehnsucht nach der Prärie bekam, wurde er gröblich zurückgeholt und an seine Pflichten gegenüber der Wissenschaft erinnert. Пациентот преживеа, но за да ја запре својата носталгија по преријата, беше подсетуван на обврските спрема науката. Сите експериментатори знаеа дека постои нешто во стомакот што врши варење. Но што е тоа? Хемиските истражувања не можеа да дадат одговор на тоа. Тогаш големиот хемичар Јустуф фон Либик дојде на помислата дека ако една гуска тешка 2 килограми се храни исклучиво со пченкарно зрно, а по 6 недели нејзината тежина се зголеми на 4 килограми, тогаш од тоа произлегува дека пченкарното зрно во животинското тело се претвара во маст и во други супстанци. Со ова сознание дека живата субстанца постојано се менува, не им даде мир на истражувачите се до денешен ден.
Луи Пастер откри дека виното се добива со помошта на микроскопски мали габи. Но дури браќата Бухнер можеа да докажат дека не се само габите главни фактори на вриењето. Тие добиле безклеточен сок од квасец со мацерација и цедење под голем притисок. Со тоа можеше да се покаже дека мора да постои некоја материја што влијае врз вриењето, зашто со таа материја успеа шеќерот да го претворат во алкохол. Браќата Бухнер ја нарекоа оваа материја според грчкиот збор киме, енким, енцим. Секој ново откритие донесе и нови истражувачи. Теодор Шван, мощен суптилен наблюдувач, го откри конечно енцимот кој го вари месото. Според грчкиот збор за варење пепсис, го нарече пепсин. За да се разгради белковината од 1000 јајца, доволен е 1 килограм пепсин. Еден килограм пепсин би бил доволен за да се направат 100.000 литри млеко и да се наполни оваа цистерна. Наскоро се откриени и други енцими кои ги разградуваат белковините. Се нарекуваат протеази. Енцимите што ги разградуваат масните материи се викаат липази. Als Amylasen werden die Enzyme bezeichnet, die Stärke abbauen. Со амилазите се означуваат енцимите кои ги разградуваат скробовите нишестето. Доктор Рем од Дармштат прв ја пронашол употребата на енцимите за индустријата. Веќе во 1913 година ја испитувал желудечната жлезда и при тоа добил еден енцим со чија помош можеше да отстранат дамки од долна облека. Но тогаш уште се переше со раце. А тоа денеска му припаѓа на минатото. Едно нешто сепак машините се уште и денеска не можат. Тие имено не можат да разликуваат жолчка од сос, од чоколадо, пиво или крв. И овде почнува оној дел од истражувањето што го нарекуваме техника на примената. Кој од нас воопшто знае што се тоа енцими? Енцими се мощни компликувани молекули на белковините. Научното истражување денеска познава повеќе од 1000 различни дејства на енцимите во организмот, кои се пресметани со помошта на електронски сметач. Тие се битни за сите животни процеси. In alle Lebensprozesse greifen sie lenkend ein. Enzyme formen das Lebendige. Енцими, облици на живот. Was aber ist das Lebendige? Но во што се состои животот? Am Auf, Во создавање и редукција, во постојаната промена на облиците, различноста на појавите, секогаш се присутни водата и јагленородна киселина. außerhalb des Lebendigen halten Надвор од живите материи, водата и јагленородната киселина можат соединати да се одржат само кога се наоѓаат под притисок. Така, кога ќе отвориме шише со сода, тие веднаш се разделуваат. Од овие материи кои се стремат да се одделат, во живата материја се создава гроздов шеќер, кој дава енергија на живата материја. benötigt das Leben noch andere Elemente, vor allem den Stickstoff, den Phosphor und den Schwefel. Освен гроздов шеќер гликоза, на живата материја и се потребни и други составни делови, соединенија и елементи, пред се кислород, фосфор и сулфур. Неизоставни се иако во мали количества и некои други елементи. Viele Pflanzenfrüchte Многу растителни плодови, а и животински органи, се состојат од мощни компликувани соединенија на белковини. zu Eiweiß sagt man Белковината поточно е да се нарекува протеин, а тоа значи нешто примарно, она што е најважно. Die meisten Proteine setzen sich aus Мнозинството 20 од протеините се составени од 20 или повеќе различни аминокиселини.
Би можеле да ги споредиме со 20 различни каменчиња. Во својата бесконечна различност, овие каменчиња се како и протеидите. Според тоа, постојат мошне многу наполно различни структури на белковини. Пресметано е дека бројот на можните комбинации е поголем од бројот со 1000 нули на крајот. За таквиот број не постои име, а е и незамислив. Можеби ќе ни помогне еден пример. Да ги замениме нашите каменчиња кои представуваат белковини со букви. Колку зборови, реченици, страници, списи и јазици би можеле да замислиме кои на оваа земја би можеле досега да се отпечатат? Сепак бројот со 1000 нули уште не би смел да го достигне бројот на можните комбинации на соединенија на белтачини. Тие се составен дел на целокупниот живот. Тие се создаваат во жива клетка. Таа клетка може да се спореди со една фабрика. Командната централа на таа фабрика ја символизира само јадро на клетката. Масата на клетката, наречена цитоплазма, представува резервно складиште. Die Fertigungsstraßen der Fabrik sind vergleichbar den Ribosomen, diesen perlschnurartigen Gebilden. Мембраната на клетката би одговарала на емитувачка станица и на станица за примање на суровини. И бидејќи секоја продукција бара енергија, секоја фабрика мора да има и свој сопствен енергетски генератор. Енергогенераторите на клетка се нарекуваат митохондрии. Преку мембраната на клетката или примоемитувачката станица се испорачува аминокиселина и гликоза. Во јадрото на клетката и командната централа постојат собрани работни планови. Според овие работни планови се програмираат патиштата на производството и така започнува производството. Аминокиселините се градат заедно со белковините. При тоа енцимите го овозможуваат секое поединечно напредување во создавањето на конечниот производ. Во ова лежи едно од најголемите чуда на природата. Енцимите произведуваат енцими. Огромни молекули на белковините. Така самата клетка на себе си ги создава своите собствени сили. 1000 енцими работат поединечно или во групи, било да е тоа во командната централа, јадрото, на клетката, било во митохондриумот, било во завршниот процес, во складиштето на резерви, цитоплазмата или во примопредајната станица, мембраната на клетката. Оваа постојана изградба е живот сам по себе си, а работното темпо на фабриката зависи од конјунктурата. Ако се внесе малку репродукционен материјал, ќе биде малку и произведено. Тогаш енцимите можат да се одмараат. При голема понуда сите енцими се запослени. По потреба се создаваат и нови енцими, а клетката произведува многу конечни производи. За еден таков голем конечен производ потребно е многу енергија. Затоа, според потребата, се одзема дел од енергијата од храната и дел од кислородот од крвта. Обата дела влегуваат во клетката како додатна енергија. Овде енцимите и понатаму ја раствораат гликозата. Еден по друг влегуваат во цикличниот систем. Тоа е така наречениот циклус на трикарбонските киселини. Овој циклус е наречен и Крепсов циклус според научникот Ханс Крепс. Во овој циклус постепено се вклучува водената материја.
Ослободените атоми на водата ја започнуваат верижната реакција на енцимите. При тоа настанува енергија ослободена од размената на материите за функционалниот тек на животот во клетката. Сите енцими действуваат заедно за да можат да ги исполнат задачите што ги поставува животот во клетката. Еден од денеска најпознатите енцими предизвикува 5 милиони промени во минута. Дека работата на 1000 енцими во една единствена клетка е еден фантастичен настан, потврдува и фактот дека сите клетки непрекинато се делат и постојано произведуваат нови клетки. При секое делење мора да се предадат безброј информации, клетките на семето пред влегувањето во клетката на јајцето, телата на белковините во клетката на семето и клетката на јајцето со своето соединение создаваат нов живот. Белковината на срцевиот мускул мора да работи сама, имено во текот на целиот живот да се собира, шири или пак да се стега. Белковината во мозокот мора да го собира помнењето и да го емитува во мисловни преддејствија. Овие тела на белковините кои овде ја напуштаат клетката се енцими со функција на растворање. Тоа е енцим на варењето липаза кој ги раствора маснотиите од храната. Амилазите имаат функција на разработување на јагленодовите хидрати, значи силата од нашата храна. Се она што се состои од белтачини, протеазите радикално го разградуваат во составни делови на белковината. Овде протеазата го отстранува и последниот остаток на белковината од текстилот. Ова можеме апсолутно да го докажеме со електронски микроскоп. Со стефеоскен, специјална техника, се успеало во секој вид текстил да се препознае за кој вид дамка станува збор. По дејствувањето на енцимот не остануваат никакви остатоци од белточината, дури и при прегледот на ткаенината со микроскопско зголемување од неколку илјади пати. Истражувањето во областа на енцимите веќе одамна ги минало рамките на лабораториите. Тоа во областа на производството разви големи технички достигања и изгради големи производни градови. Компликувани енцими се произведуваат со микроскопски синтези. Поради тоа се одгледуваат и употребуваат милиарди микроорганизми. Енцимите мораат да минат преку компликуваниот тек на процесот на прочистување и кристализација, додека не се произведат во саканата форма за индустријски цели. Ретко размислуваме за тоа колку придонела токму модерната хигиена во спречувањето на инфективните болести. Само чистотата може да не одбрани од инфекција, бидејќи секоја нечистотија содржи белковина, а со тоа создава идеална почва за размножување на бактериите. Оваа хранлива почва за бактериите мораме да ја отстраниме. Тие се често посилни. Неколку од нив секогаш ќе преживеат. Ако ја исчистиме, например, нечистотијата со помошта на протеазата, со тоа ќе постигнеме бактериите да ја загубат својата база за живот. И во нашиот цивилизиран свет, постојано сме соочени со нови проблеми.
Таму каде што денеска се уште владее нечистотијата, недостигна вода, сиромаштво и беда, потребно е посебно да се ангажираме со тоа што знаењето за модерната хигиена се повеќе ќе го пренесуваме. Но поголем проблем на тие народи е гладта. Дали еден ден во иднината би можела да послужи нафтата како златна течност која би го отстранила проблемот на гладта? Така настанува драгоцена храна од белковини, која преку животинскиот организам би била произведена во месо и млеко. Енцими во медицината. Со нив е можно да се раствори крвта при заболување од тромбоза. Експеримент на животно во случај на заболување од тромбоза. Се создава закречување на крвните садови, во експериментот со помошта на рентгенси може да се види дека згрушената крв се раствора. Така е можно веќе денеска со помошта на енцими повторно крвните садови да се направат проодни. Иднината ни овозможува со помошта на енцимите да влеземе директно во животните процеси на растенијата, на животните и на самиот човек и дури кибернетички да влијаеме врз нив. Денеска веќе е испланирано, а утре може би токму тоа ќе го определува нашиот живот. Ние, или оние што ќе дојдат по нас, би требало што повеќе да се ангажираме во таа насока и нашата желба за нови откритија непрекинато да ја развиваме.